Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Измените на кривичниот законник добија поддршка од пратениците. СДСМ јавно ги критикуваше, во сала гласаше за. Бојан Маричич избран за нов председател на ДИК. Зголемена поддршка за ЕУ интеграциите открива анкета на Институтот за демократија. Само 11% од етничките македонци поддржуваат уставни измени. Дали визната стратегија на Брисел ќе го реши проблемот на транспортерите? Европската комисија наместо брз одговор најавува стратешка дискусија. Камионите остануваат на граничните премини. Работниците на протест за повисоки плати, СДСМ со поддршка, ВМРО-ДПМН со обвинувања кон синдикалниот лидер. Трамп објави дека воени бродови пловат кон Иран со повик за преговори. Техеран одговори дека нема да седне на маса под воени закани. Овие вести во живо информираме за експресните одлуки на денешната собраниска седница. Останете со нас. За помалку од еден час, пратениците денеска ги усвоија измените на кривичниот законник, избра нов председател на Државната изборна комисија и членови на Комисијата за заштита од дискриминација. Додека лидерот на СДСМ ги критикуваше измените на кривичниот законник пред медиумите, пратениците на СДСМ во салата гласаа за нив. Случувањата ги следеше Катерина Нешкова. Имаме во живо во овие вести. Катерина, ова повторно делува на некаков меѓупартиски договор, додека пред медиумите се критикуваше законското решение, поинаку гласаа пратениците во салата. Да, тоа е сликата која што денеска ја видовме од една нова собраниска седница. Изненади тоа што утринава токму Филипче критикуваше дека законското решение на кривичниот законник со кој што всушност се прави корекција на оној член 353 кој го донесоа СДСМ и ДУИ која беа власти ги намалија казните за злоупотреба на службената положба. Тој ги критикуваше, велики дека и новото решение што го предлага власта се уште дава можност за амнестија на функционери. Меѓутоа пратениците од пратеничката група на СДСМ кои што беа во салата во моментот на гласање гласа за, дури нема никаква ни јавна дискусија. Дали се работи за политички договор е неизвестно, но доколку не е, тогаш јасно е дека СДСМ ги примила пораките од меѓународната заедница, кои исто така имаа големи критики за белешки на измените на кривичниот законник што беа направени додека тие беа на власта, со кои што застареа многу предмети. Како што кажа, седницата беше експресна, траеше нешто помалку на 1 час 40 на минути, а беа донесени и други важни одлуки, односно беше донесен изгласан нов состав на Државната изборна комисија, а беа променети членови на Комисијата за заштита од дискриминација. Во продолжение партиските ставови и што се случуваше во текот на денот во собранието. Помина измените на кривичниот законник со кои се предвидуваат повисоки казни за корупција извршена од функционери и службени лица, наспроти решенијата што власта на СДСМ и ДУИ ги воведе во 23-та, а со кои се овозможуваше полесно застарување на предметите. Со законското решение се воведуваат и нови кривични санкции во делот на Safe City, како и олеснета постапка за пријавување на сторителите на семејно насилство. За измените гласаше владеачкото мнозинство на ВМРО-ДПМН знами вреди, а поддршка даде и пратеничката група на СДСМ. Предлогот за измените на кривичниот законник дојде од власта, но корекцијата всушност беше направена по барање на Уставниот суд, кој поведе постапка за првичните измени донесени пред 3 години. Со овој закон се исправува една сериозна неправда направена со измените на кривичниот законник од септември 2023 година, донесени од претходната власт, со која беа ублажени казните за корупција, беа избришани клучни одредби за злоупотреби во јавните набавки и беа создадени услови за застарување на предмети од висок профил на корупција. Новите законски решенија ја враќаат суштината на казнената политика, превенцијата и репресија против корупцијата и организираниот криминал. Иако овој пат и СДСМ гласаа за измените, сепак излегоа со забелешки за законското решение. Апсолутно имаме сериозни забелешки затоа што се дополнително амнестираат одредени можни прекршувања на законот. И тоа сметам дека е направено намерно. Тоа не е случајно. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како
реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери. Левица не го поддржа кривичниот законник со образложение дека казните за функционерите се уште се мали, но не гласаше против. Еден системски кривичен законник кој 7 години се чува во ФИОКа, кој работеше експертска група, тој че нам беше најавен да се донеси до крајот на 2025 година, но тој кривичен законник ние уште не го гледаме, не го донесе ниту претходната власт, очигледно тенденцијата е да не го донесе ниту оваа влада. И со ваквиот кривичен законник впрочем е едно шминкарско решение само за да се удоволи рокот кој го зададе Уставниот суд. Во експресна процедура, без дискусија, денеска со политички консензус беше избран и новиот состав на Државната изборна комисија. За председател е избран поранешниот вице-премиер за европски прашања Бојан Маричик од СДСМ, додека останатите членови остануваат исти: Абдуш Демири од ВРЕДИ, Александар Даштевски, Светлана Карапетрова и Ангел Чористов од ВМРО ДПМН, Дитмире Шехо од ДУИ и Борис Кондарка од СДСМ. Избрани беа и двајца нови членови на Комисијата за заштита од дискриминација, Лимко Заровски и Наташа Амдиу. Собранискиот спикер Гаши пак го констатираше и повлекувањето на кандидатурата на Джинан Ахмед, за која во јавноста вчера имаше будни реакции поради незината некомпетентност за функцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Обвинителството отвори предмет по допрен глас во случајот со клиниката Жан Митрев по тврдењата на собственикот на болницата дека Венко Филипчи и Зоран Заев сакале да му ја преземат клиниката. Основното јавно обвинителство Скопје постапува и веќе презема действија на проверки во предметот оформен под допрен глас на 21 јануари годинава од страна на јавното обвинителство на Република Северна Македонија по однос на јавно изнесените наводи од лицето Жан Митрев, доктор и собственик на клиника Жан Митрев Скопје, а кои се однесуваат на тоа дека поранешен премиер и поранешен министер за здравство се обиделе да го принудат да им ги продаде неговите собственички удели во клиниката. Во предметот се вршат проверки со цел да се испита евентуално постоење на елементи на кривично дело кое се гони по службена должност, информираат од јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство во Охрид пак оформи предмет по наодите на Државниот завод за ревизија за работата на општината Охрид. Спротивно на извештајот од ревизорите, градоначалникот Пецаков тврди дека немало хотели без дозвола, а дивоградбите биле проблем низ целата држава. Јавното обвинителство отвори предмет по извештајот на Државниот завод за ревизија за општина Охрид, во кој се констатирани неправилности, меѓу кои нелегална изградба на хотелски комплекси и објекти за домување, недонесени урбанистички планови за 20 населени места и пропусти во финансиското работење. Државниот завод за ревизија на 19 декември 2025 го достави ревизорскиот извештај за општина Охрид, кој е доставен на надлежно постапување на основното јавно обвинителство во Охрид. Оформени предмети се преземаат действија на проверки, соопшти од обвинителство. Градоначалникот Пецаков во однос на извештајот тврди дека нема хотели без дозвола, а дивоградбите не само во Охрид, туку и на ниво на држава се болна тема која трае со години. Нема хотели без дозвола, не постои такво нешто, ама за дивоградбите и она кое што тоа е болна тема за која што не само што јас, откако сум градоначалник во 4 години разговараме, него наназад сме разговарали заради интересот и темата која што го предизвикувала, врз основа на бројот на пријави, постапки, контролни записници и така и пријави до соодветните институции, кои ќе опрегледните периодот од 2021-2025, споредбено со останатите, огромна е разликата во бројот на дивоградби или би рекол дека е смешно да се коментира, меѓутоа Охрид, не само Охрид, него и Македонија има генерално проблеми со дивоградби. Охридскиот градоначалник вели дека споредбено со претходниот ревизорски извештај во сите сектори има подобрувања, а доколку обвинителството има потреба да добие некои документи по однос на постапката, отворени се за соработка. Во сите скоро без исклучок сектори имаме значително подобрување кое што е видливо кога ги споредите едниот и другиот. А за она кое што е најинтересно и овие помпезни и авантуристички би рекол наслови од страна на некои медиуми злоупотребувајќи го самиот извештај на државната ревизија и дека бил, не знам, оформен некаков си предмет, а самиот по закон сите овие државни ревизорски извештаи се доставуваат до институциите, вклучително и јавното обвинителство, како што кажав, доколку се забележи и јавното обвинителство има потреба да добие некои документи по однос на постапка, одреден предмет и така натаму, ние со отворени раце ги чекаме.
Во однос пак на непреземените мерки за отстранување на бесправно изградените објекти, Пецаков вели дека општините немаат капацитет за рушење на дивоградбите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски вели дека и тој и членовите на советот биле изненадени од постапката за судијата Ѓоко Ристов од апелација, иако имал представки за неговата работа, не памети дека бил обвинуван за корупција. Судиите утре ќе бираат нов член на Судскиот совет од своите редови. За апелациониот судија Ѓоко Ристов, кој е во домашен притвор, откако му беа пронајдени 350.000 евра во зид, пристигнували предходно представки до Судскиот совет. Но дали меѓу представките имало и некоја за примање мито, председателот на Судски не можеше конкретно да каже. На годишно ниво им пристигнуваат и по 700 представки за судии, но биле изненадени дека нивен колега е вмешан во ваков настан. Од она што беше сигурен Камбовски е дека колегите апелациони суди на Ѓоко Ристов досега го немаат пријавено во Судскиот совет. Во Судскиот совет има безброј представки. Вака сега од прво, јас не се сеќавам конкретно дека имало представки за земање мито или за нешто слично. Еден предмет колку што се сеќавам се водеше за негово неиземање во предметот, а требало да биде иземен, а вакви конкретни сега не можам да се сетам. Утре пак ќе се бира нов член на Судскиот совет, кој ќе треба да седне на местото на Ханиф Зендели, на кој му истече мандатот. Судиите ќе бираат помеѓу нивните колеги Хасан Асани, кој е председател на судот во Тетово, како и Садула Идризи, судија во истиот суд. Како кандидати се пријавени и судиите Африм Јакупи од апелација, Улбер Хасани од Скопскиот граѓански суд, Джемал Сейти од Врховен, како и Шпреса Граница Османи од Кривичниот суд Скопје. Па се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Судиите ќе излезат, ќе си го дадат својот глас, се гласа на територија на цела држава и му посакувам среќа и да победи најдобриот, тој што колегите сметат дека е најдобар и најсоодветен за да ги представува Судскиот совет. За тоа дали кандидатите за Судски совет имале некаква дисциплинска постапка и дали доколку имале можат да станат членови на советот, Камбовски вели досега немале таков случај и се пријавувале само судии со примерно однесување. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Проверка на име во регистарот на вистински собственици не е ефтина процедура за граѓаните, но невладиниот сектор е загрижен што институциите кои треба да го гонат криминалот не го ни користат. Нивните анализи покажале дека има голем број на функционери кои сокриле дека имаат фирми. За да откриете дали некој македонски функционер крие фирма на свое име е вистинска голгота за која ќе ви треба и среќи и пари. Само една проверка на име во регистарот на вистински собственици чини 300 денари, а ако сакате да го прочешлате историјатот на функционерот, цената е 800 денари. И додека граѓаните плаќаат за институциите, ова е неискористена алатка. УЈП не побарала ниту еден податок, а АНБ проверила само 2 случаи. Податоците до кои дошле ЦВК Мобилитас покажуваат дека дури 42 од 339 избрани и именувани функционери имале фирма. Половина од нив делумно или целосно сокриле собственост. 23 лица целосно или делумно не ги пријавиле. Значи речи си секој втор не дал веродостојни податоци во изјавите на интереси. Произлезе дека 17 лица воопшто не ги пријавиле своите 18 фирми, а 6 лица наместо 34 фирми во изјавите на интереси пријавиле само 9 фирми. Во изјавите на интереси, во суштина политичарите ги пријавувале фирмите на кои се јавуваат како основачи, но не ги пријавувале потоа фирмите кои овие нивни фирми ги основале понатаму. Ги имаме податоците, меѓутоа малку се прво тие малку се користат, а потоа и малку имаме она интероперабилност, односно вкрстено користење на податоците за вистински собственици со тоа кој добил јавни набавки, кој добил концесии, кој добил други тендери, за да се види дали функционерите зад скриени зад некои компании, како крајни собственици, како вистински собственици, неофицијални, сепак користат државни фондови, злоупотребувајќи својата функција. Во антикорупцијска очекуваат до крајот на 2027 да се надогради софтверското решение и на дневна основа да добиваат информации за собствениците на фирми. Со целосна операционализација на овој регистар и со дигитално поврзување со централниот регистар, ние како институција ќе имаме увид во сите компании каде што како вистински собственици се јавуваат државни функционери. Бюрото за јавни набавки Централниот регистар ја подготвија инфраструктурата, поврзани се системите, надграден е електронскиот систем за јавни набавки и од 17 ноември оваа функција е веќе активна, што значи дека до овој момент имаме околу 3000
записи во изминатите нели скоро 2,5 месеци. Функционерите вообичаено ги почитуваат правилата во институциите кои ги раководат, но анализите потврдиле нивно силно политичко влијание во други сектори. Договор за јавна набавка на кој што е подпишан од двете страни, и како од страна на општината и како директор, односно собственик на фирмата која што добила набавка. За споредба во Велика Британија, ваквиот регистар бил посетен 6 милиарди пати, а јавноста открила случаи каде дури и деца под 4 години биле запишани како собственици на фирми. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Зголемена поддршка за ЕУ интеграциите открива анкета на Институтот за демократија. Само 11% од етничките македонци поддржуваат уставни измени. Дали визната стратегија на Брисел ќе го реши проблемот на транспортерите? Европската комисија наместо брз одговор најавува стратешка дискусија. Камионите остануваат на граничните премини. Големена поддршка за европските интеграции открива анкетата на Институтот за демократија. 71% од испитаниците даваат поддршка на процесот, а само 11% од етничките македонци поддржуваат уставни измени. Евроамбасадорот Рокас повика на национално обединување за да се завршат обврските. 71% од македонското население поддржува пристапување кон Европската Унија, што е за 10% повеќе во споредба со 2024, покажува истражувањето на Институтот за демократија. Но отпорот за менување на уставот останува најголем. Веќе 3 години поддршката за уставни измени останува на 24%, каде се регистрира и најголемиот јас помеѓу етничките македонци и етничките албанци. 1/4 од испитаниците сметаат дека Македонија треба да работи на менување на преговарачката рамка. Сепак за граѓаните приоритет е заштитата на животната средина, што се поклопува и со областите во реформската агенда. Значително зголемување од 15% поени кај особено етничките македонци, кои што ја поддржуваат исто така Европската Унија, кои што ситуација не беше случај изминатите години поради големите фрустрации низ кои што придовме во процесот на пристапување. За власти покрај ваквите резултати загрижува фрустрацијата кај македонскиот народ од менувањето на условите за полноправно членство. А во таа насока и податокот дека само 11% од етничките македонци поддржуваат менување на уставот, наспроти 57% поддршка од етничките албанци. Во февруари или март Европската Унија планира да излезе со одреден non-paper по однос на дискусиите за модалитетите за членство. Дали ќе има полноправно членство во догледно време или ќе има асоцијативно членство. Опозицијата критикува дека владата ја носи државата во изолација, не остварува контакти со европските лидери, а декларативно работи и на реформите. Не може се нас нешто учителката да не мрази. Ние знаеме што ќе биде, ама на нас е кај сакаме да бидеме и кон што сакаме да одиме и да се движиме. Нема префрлање на одговорностите. Власта значи пред се одговорност. Се знае кои се обврските. Зголемувањето на поддршката за членство во Европската Унија за делегацијата во Зимјева е поттик за движење напред. Процентот на населението кој што е за пристапување се зголемил на 71, што е скок од 10% во споредба со 2024 година. Не дава ветер во гради тоа што разликите меѓу различните етникуми или политички значи учество во политичка партија се стеснува, значи има помал јас, сите се за ЕУ. Се зголемил и бројот на граѓани што веруваат дека државата ќе стане членка на Европската Унија во наредните 3 до 5 години, односно 30%, а 19% остануваат песимисти за членство во ЕУ. Јавното мислење покажало дека Европската Унија континуирано се гледа како најдоверлив партнер на Македонија. Истражувањето на јавното мислење е спроведено во периодот од 22 октомври до 5 ноември 2025 година, на примерок од 1003 испитаници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Утре во Брисел треба да биде објавена новата визна стратегија која треба да понуди решение за проблемот на транспортерите. Но според неофицијалните информации, наместо брзо решение, документот најавува стратешка дискусија. Професионалните возачи на камиони остануваат на граница, а автобуските превозници денеска најавија дека ќе се приклучат на протестот, ако нема решение во следните 3 дена. Новата визна стратегија утре ќе биде објавена во Брисел, пишува Блиц Бизнис.
Со ова Европската унија за прв пат ќе отвори дебата за подолг престој во Шенген, за луѓе кои постојано патуваат меѓу земјите членки. Тука спаѓаат и камионџиите, кои ги блокираат товарните гранични премини. Според информациите, има опција лицата да престојуваат подолго од 90 дена во Шенген, но под услов да не се надмина 90 дена во поединечна држава. Сепак, како што пишува Српски блиц, ова не значи дека проблемот е решен. Документот не предвидува литна промена на регулативата, поради што ќе бидат потребни преговори со Европската унија. Блокадите на камионџиите биле главна тема и на денешната средба меѓу министерот за транспорт Николовски и неговиот хрватски колега Олег Бутковиќ. На состанокот македонскиот министер побарал поддршка од владата на Хрватска за да се најде решение на ниво на Европска унија, со кое ќе се олесни работењето на македонските и регионалните превозници. Вице-премиерот Николовски потенцира дека проблемот е суштински и се однесува за транспортниот сектор од целиот регион од Западен Балкан. Во своето излагање тој дополни дека овој проблем има поголем размер, кој ги опфаќа и компаниите од Европската унија, кои инвестирале во Западен Балкан, а кои се извозно ориентирани кон европските пазари, известија од Министерството за транспорт. Николовски веќе разговарал и со неговиот грчки колега, а ќе направи обид да разговара и со Бугарија, иако таму во моментов има техничка влада. Од друга страна, лидерот на СДСМ Филипче ја критикува владата за недоволно дејствување и антиевропска реторика. Камионџиите ги блокираат граничните премини не без причина. Тие имаат реален проблем. Ние знаевме дека во 2025 година таква одлука донесе Европската унија. Се постава прашањето што владата направи на тоа поле. Ние ќе бидеме се повеќе и повеќе изолирани со оваа влада на маргините на Европската унија. Во меѓувреме, на протестот на транспортерите ќе се приклучат и автобуските превозници, ако во следните 3 дена не се најде решение. Позитивни сигнали веќе добивме денешниот ден од утрово, дека разгледуваат можноста за зголемување на деновите поминати на нашите возачи во Европска унија. И будно следиме дали денешниот ден до крајот на денот или утрешниот ден ќе добиеме конечен став од Европската комисија за олабавување, едноставно кажано, за да можеме да функционираме како што функционираат и сите превозници во Европската унија. Само позитивните сигнали што ни дадоа надеж дека овој проблем ќе се реши, ние не значи дека нема да излеземе. Да, ние ќе излеземе и ќе се приклучиме со нашите колеги превозници во теретниот, доколку не се реши во следните 2 до 3 дена. Граничните премини во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора се блокирани трет ден, поттикнати од новиот електронски систем за влез и излез од Европската унија. Според проценките, дневните загуби на Западен Балкан се над 100 милиони евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. ССМ попладнево со почеток во 17 часот организира протест за поголеми плати. Работниците ќе се движат од зградата на синдикатот преку Собранието, Стопанската комора до владата. Лидерот на СДСМ денес им даде поддршка во барањата, а од ВМРО-ДПМН го обвинија синдикалниот лидер дека одбил понуда за покачување на платите во администрацијата. Синдикалецот на батерии Слободан Трендафилов со плата 3 до 4 пати поголема од минималната, која ја добива благодарејќи на работниците кои членуваат во неговите синдикати, им го сврте грбот и не прифати зголемување на платите во администрацијата за 40% во следните 2 години. Трендафилов ги остави работниците на цедило и без повисоки плати, затоа што е политички заробеник од страна на СДС. Социјалдемократскиот сојуз, освен што ги поддржува барањата, затоа што смета дека се легитимни, нема никаква улога во организирањето на овие протести. Втората работа, мора да се гледа целата ситуација и низ призма на целокупната економска состојба во државата, како што кажав. Очигледно е дека оваа влада нема капацитет да води добри економски политики и тоа е причината зашто не може да им излезе во пресред на барањето на работниците. Што се должи зголемината поддршка за евроинтеграциите? Може ли креативни решенија да овозможат деблокада на процесот? Како промените на бугарската политичка сцена ќе влијаат на односите меѓу Скопје и Софија? Во тема на денот со Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија, Societas Civilis.
Покачените температури го забрзаа ширењето на вирусите, што дополнително ја зголеми работата на матичните лекари. Велат дека грипот се уште ги полни амбулантите, но деновиве бележат зголемен број на пациенти со респираторен, синцитијален, рино и аденовирус. Временските промени повторно ги разбудија вирусите. Покрај грипот кој се уште зема замав, во ординациите на матичните лекари бележат зголемен број на пациенти и со други вируси, кои вообичаено циркулираат напролет, но и граѓани со алергиски реакции. Со зголемување на температурата, повторно ги разбудуваме вирусите пред се кои што сега почнуваат во пролетниот временски период, тоа се респираторниот синцитијален вирус, риновирусите и аденовирусите, но меѓутоа веќе бележиме и пациенти со алергиски реакции, иако е рано. Почнува поради високите температури да цветаат одредени растенија и токму поради тоа се забележуваат и алергиски реакции. Доктор Ѓоргиевски вели дека иако во амбулантите бележат благо намалување на пациенти со грип за разлика околу новогодишните празници, вирусот и понатаму циркулира со висок интензитет. Станува збор за пациенти кои што имаат висока температура, која може да биде и дури до 40 и трае по неколку дена, една омалаксаност, гребење во грлото, течење на носот, солзење на очите, изразита кивавица, болки во коските и во мускулите и кај одредени пациенти може да се појави и сувана дразнителна кашлица или пак кашлицата да е со искашлок, она што не треба да ги плаши пациентите дека самата кашлица кај грип и кај овие сегашни циркулирачки респираторни состојби трае по 3 до 4 недели. Од нова година наваму во ИЈЗ на неделно ниво има понад 2000 пријави за грип, а оваа сезона регистрирани се 3 смртни случаи поради компликации предизвикани од вирусот. Александар Динев, Сител телевизија. 60 граѓани досега добиле казна за фрлање смет во контейнер по 22 часот откако беше воведена забраната. Хигиената во главниот град е подобрена на булеварите, а во помалите улички се уште може да се најдат преполни контейнери. Граѓаните се со поделени мислења. Тргнале да фрлат ѓубре после 22 часот, инспекторите ги фатиле на дело, па се вратиле дома со казна од 50 евра. Во ваква ситуација се нашле на 60 граѓани откако е воведена забраната за фрлање ѓубре во вечерните часови до 6 наутро. Помина периодот на опомени и адаптација. Инспекторите веќе казнуваат. Ги прашавме граѓаните дали мерката вроди со плод. Бев на бит пазар, се враќав, контейнерите полни. Зборува дека ќе биде чисто, ама се уште не. Секој ден ги гледам чисти се, но на некои места не баш. Не знам, луѓето се различни, некои фрлаат во текот на целиот ден. Во аеродром имам приметено дека многу мислам, не ги чистат толку често. Секога би можело повеќе, тогаш би било чисто. А и до луѓето е да ви кажам. Сител денеска направи обиколка. На Пладне контейнерите на главните булевари беа празни, но во малските контейнери не идовме и такви кај кои преливаше ѓубрето. Градоначалникот на град Скопје е задоволен од мерката. Вели дека со неа се воспоставило ред во градот. Ако во минатото имаше депонии околу контейнерите кои што дел од нив беа предизвикани поради нефункционалноста на комунална хигиена која што ја средивме изминатиот период генерално, останатиот дел се должеше на тоа што немаше ред во одлагањето на отпадот. Најпрво за почеток, како што ги информирав и граѓаните и јавноста, започнавме со опомени, но откако последователно по неколку пати, особено од правни лица, се повторуваа грешките, почна да се изрекуваат и казни, и се изрекуваат казни, особено во централното градско подрачје, каде што малце потешко им одеше на некои стопанственици додека влезат во ред. Комуналната инспекција спровела 240 контроли на градилишта низ Скопје, кои резултираа со 25 опомени и 11 казни од по 1300 евра. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва за размислувањето на граѓаните и делувањето на политичарите во процесот на европските интеграции разговараме со Марко Трошановски од Институтот за демократија. До 19 часот останете со Сител. Пријатно.